Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Додека земјоделците солзи ронат за денар повеќе за родот свој, лица од власта ги крадат нивните пари. СДСМ со доаѓањето на власт, на чело на Сојузот на Сдружение на тутунопроизводители, постави лице блиско до Зоран Заев и Љупчо Николовски, за кое постои сомнение дека испумпало скоро 300.000 евра, пари наменети исклучиво за работење и плаќање на поверениците кои што треба да го следат текот и откупот на тутунот во Република Македонија. Целиот криминален случај започнува со назначувањето на Кире Неделковски за председател на Сојузот. Близок човек на Заев и Николовски, Неделковски се впушта во акции во периодот додека е председател на Сојузот и испумпува повеќе од 17 милиони денари. Во врска со овој криминал, иницијативен одбор на Сдруженијето на тутунопроизводители испраќа известување до Зоран Заев, Љупчо Николовски, Стопанската комора на Република Македонија и Централниот регистар, подкрепено со официјална документација која што го докажува криминалот кој што го правил пријателот на Заев, Николовски, Кире Неделковски. Но реакција од власта половина година нема. И покрај разрешувањето на Кире Неделковски, илјадници тутунопроизводители остануваат одштетени, а власта со прст не мрда во насока на нивна помош и решавање на овој криминал. Почитувани, зошто молчи власта? Зошто истрагата за овој случај се одоговлекува? Кој ќе ги обештети поверениците? Ова се прашања на кои што земјоделците очекуваат одговор. Ова е уште еден доказ дека Зоран Заев и луѓето околу него не работат за Македонија и нејзин развој, туку позициите ги користат за лично богатење. Го повикуваме јавното обвинителство во најбрз можен рок да го испита овој случај да преземе конкретни мерки, како за санкционирање на криминалот, неговите нарачатели и покровители, така и на враќање на парите на сметката на Сојузот на тутунопроизводители. Почитувани, секој еден кој на било кој начин ќе се обиде да ја забошети истрагата, треба да знае дека по враќање на правната држава, санкции за секое кривично дело во Република Македонија ќе има.